33-годишниот Александар Димовски е роден во Битола. Неговата мајка го оставила во домот за деца без родители. Бил бебе, не и го памети ликот, не и го чул гласот, не ја допрел, не ја почувствувал незината љубов и грижа. Наместо мајчинска нежност во животот се соочувал со многу неправди, навреди. Бил тажен, повредуван, нарекуван со погредни зборови. Но останал храбар. Ги голтал солзите машки за да не му ја видат тагата. Ги пребродувал страдањата. Гневот го топил во љубов, за Бог и успеал да стекне пријатели, да се избори, да порасне. Битката ја продолжува и денес, но во срцето стојат лузните, вкоренети неизбришани за навек. Ме оставиле како бебе во дом за бебина за новороденчина. Сум живеел можда 3-4 години тука. После тука Центарот социјални работи од Прилеп. Најдова фамилија, ме зема фамилија од Прилеп. Се ме зема во таа фамилија. Таму живеам 8 години. Значи живеам таму прекрасно, преубаво. Ме гледа како свое дете. За несреќа почина мајката старатело што ме гледаше и Центарот за социјални работи презеде друга фамилија за да ме префала таму. Ми се случи една случка во мојот живот, тоа кога бев петто деление, уште во втората фамилија каде што живеев, да дојде една жена и да се представи како вработена во Центарот за социјални работи, што фамилијата кај што живеев и јас не кладе во голем прашалник, затоа што хигиеничарките што работеа во Центарот за социјални работи ни беа комши, а таа жена едноставно прв пат гледане и се представи како вработена како хигиеничарка. И добре, прифативна, нормално нашо и културно и слушане, да ме видела кој сум, што сум, како учам, што учам, испрашуваше нешто географија, колку што сеќавам. Тоа беше пред денот на Нова година и рече можда пак ќе ве посетам. Дојде баш вечерта за Нова година, ме посети уште еднаш, ми кажа, дојде, ме прати во Центарот за социјални работи, исто да ви донесам 2 колети и тогашни 300 денари пари. И нас не кладе во големо мислење, мислечи дека таа изда мајката моја. Му кажам одма оргиравне после празниците во Центарот за социјални работи и ни рекол дека можда да е мајката, можда да е некоја роднина. И се останане со предпоставките, од тогаш таа жена воопшто не дојде. Не посека да ја видиш? Воопшто. Да запознаеш мајката? Значи во мојот живот никош не сум изразил желба да ги побарам моите родители. Еднаш уствари во мојот живот покушав и тоа ме силија друга страна од другарите, пријателите да покушам да дам, али Центарот за социјални работи не дозволува затоа што е законски, не смеело таква работа да барам. Така од тогаш се затоа се таа работа и воопшто не правев интерес да ги побарам мајката и татката. Пошто јас веќе сум од двобрачна случка и буквално таткото воопшто не се знае никој. Се соочи со многу работи во мојот живот. Исто така, еден период извесен барав да случуваше во мојот живот, да имам неправди, да бидам умаловажен, што наставно не бев во моменти изедначен со нормалните луѓе. Наставно бев делен, се осеќав, иако бев помал, али ја осеќав таа горчина во мене. Чувствам дека никој не ме бара, дека на никој не му сум потребен, дека наставно заборавен сум од овој свет. Се прашам сами себе дали некој ќе се заангажира за мене да застане, да праша како ми е, шо ми е, дали имаш проблем, дали имаш
мака некој, да не си боли нешто. Имав такви моменти што мислев дека тоа никој не го прави. Низ животот се соочува со последиците од детската парализа. Едната нога му е покуса од другата. Одамна докторите му сугерирале операција за вештачки колкови, но пари нема. Потребни му се 1000 евра, а тој речиси двојно повеќе должи за неплатени сметки за кирија, струја, вода, данок, наталожени низ годините кога воопшто немал работа. И сега си имам исто така проблем со колковите, како значи што ида годините напред, како што старам, така се ми се влошува кај мене проблем со колковите. Имам скртување на ногата, со десната нога околу 7-8 сантими. Тоа е значи голем проблем што делува и на кичма, искривање на кичма. И ми отежнува и работата. Со мојот проблем, здравствен проблем што ги имам со колковите, се плашам еден ден да не станам во количка. Тоа е многу лоша работа, што живеам на 6 спрат. Ако дојдам до тој степен, нема за мене билде никош да видам, да слизам. Значи, ја молам државата, како држава, да има во предвид лице со хендикеп и лице без родители, да преземи околу тие случаи. Значи, зборам за лица со хендикеп. И јас со 7-8 сантими, со проблем на колковите, се мачам јас по 100 скали овде да скачувам, а работи кои ќе треба да ги качувам во мојот стан. Значи јас се горев еден период на дрва. Се греев на дрва. И видов пребарана мак. Јас не можам секој други да го барам во секој момент торба или вреќа да ми крева дрва. Значи имам потреба, значи негде пониско, негде што можам да бидам адаптиран на местото на условите да ги имам за да го немам тој проблем. Колку чини операција? Колку што се консултирам со доктори, значи со доктори си имам консултиран негде околу 6-7 доктори, специјалисти по ортопедија. Значи, прилика најефтината со колку што може да издржи 10 до 15 години негде обичен некој, не пак да речем квалитетен. Колку? Негде околу 500 евра. Те 500 евра за мене се искрено многу. Многу се 500 евра за мене, така да јас тие пари не можам наеднаш да ги дам. Фондот, државата може да ги враќа, 70% од тој трошок, али треба кеш да се плати, па за да бидеш опериран, баш като јас како дете без родител, овде ми треба мене третман. Сепак, јас да се оперирам, мене ми треба човек да се заангажирам месец и пол, 2 месеци, мене да ме негува или било што, значи што така да се размислувам како можам да си го подобрам животот или условите каде што живеам. Државата му доделила стан, но вели без работа ништо не можел да направи. Станот е на 6 спрата, болките на нозете, особено по 30-тата, му создаваат сериозни проблеми. Некогаш се неиздрживи. Барал помош од многу институции, да биде сместен во куќа на први спрат, да не треба да пешечи со напор, да добие некоја помош зашто и во празен стан не се живее, но вели попусто. Се случува да гладува, да нема пари за лекови. Среќа пријателите кои ги стекнал низ животот и денес му помагаат кога му е претешко. Се борев со мојот живот самиот и јас кај да појдев да кажам, ајде ќе ти помони Господ, ајде ќе ти помони Господ. Значи се обраќав до многу институции. Одговорот беше не знаеме, то Скопје, државата нема ништо кажано, не можеме доволно и тоа што го добити. Разочаран е и во Сдруженијето за деца без родители. Вели се обратил за помош, а наместо поддршка, разбирање и помош, добил негативен одговор. Имав потреба и барав јас да ми се помогне дел нешто, ако може тие како здружение да ми помогна. Тие не да стане воопшто да ми помогна. Јас во еден наврат се дојдов до разговор со председател на тоа здружение. Имав неколку прашања, поставив према него прашања, јас добив некои негативни одговори што мене стварно ме разочараа, пошто веќе спаѓам и јас во тоа здружение како дете без родител. Става некој негативен, невкусен
одговор добив што ми рекоа само гледај си го свој интерес, не барај за другите. И додека од Сдруженијето велат дека континуирано им се помага на членовите преку подобрување на законските регулативи и реализација на бројни проекти, Александар нема излез за своите проблеми. Работи во Прилепската печатница. Заработува месечно по 8.000 денари, со нив ги плаќа старите долгови, судски спорови. Му остануваат минимални средства со кои едва и може да купи храна. Мојата порака е да се преземи голема обврска државата, да вида тие деца што излегува после, дали од фамилија, од старателство, дали од дом за сираци, да вида како живеат и како обстојува и како се третирани од општеството и од работните места кај што работат или од друго место без разлика кај да се. Значи, едноставно да вида како живеат и како се снајдува, дали има пари, дали се доволно тие пари што живеат, дали има со нешто основно дома што треба да го има, основните работи за живот. Значи, со тоа време што не работев период од 7-8 години, имав премногу долгови према државата, така што не плаќав ни струја, ни вода, ни комунал, ни данок во овој обект што седам во овој стан. Значи, киријата не ја плаќав, затоа што не ми дозволуваше џебо, јас со 1200 дана да плаќам. Така да имам многу голем долг, што не можам да го исплатам тој долг наеднаш, негде отприлика тој 2000 евра ми е бил. Кој редово тука е негде. Со 8000 денари плата, јас долгови не можам да враќам, затоа што прво само сметките ми се негде околу 5000 денари, што еден момент имав и на 2 пати со судски извршители, тоа беше комунално и во водовод, ги исплеќав. Исто така и од тоа што го имав судски спор 3 годишен со заштитни фирми, го имав така исто со судски извршители, исто така го плаќав. Јас од моето вработување 4 годишно работно искуство во печатница, 2 години само за судските извршители плаќав, така да не видов некој алав. Земав негде по 5000 денари плата, што и тука беше за мене утежав живота. И едноставно, кажам, овие 33 глобала, кажано, многу сурово. Моментите добри беа многу малку. И останам да се борам за мојот живот. Секош сум голем оптимиста. Никош не се предам. Се борам колку што ме држи снага и сила. Настојам да бидам добар према сите луѓе. Да оставам печаток и го правам тоа веќе, ги имам многу пријатели и застанува за мојот проблем, али не можам секој да чекам од пријателите. Мора да имам помош и од државата. Троседот каде што спие е искинат. Столиците, плакарите се искршени. Фрижедерот е празен, но срцето негово е полно со љубов за луѓето. Верува во доброто, верува во човекот и апелира до сите родители да се грижат за своите деца, да им даруваат безгранична љубов. Жалбите со ништата во мојот живот наставно да просперирам, да бидам образован, да имам интелигенција и култура, да наставно да како секој човек што има желба да дојде до фамилија, значи да дојдам до фамилија, да се оженам, утре да дојдем Господ дете да ми дај, да бидам среќен како и сите фамилијарни луѓе, значи тоа секој нормално го посакува, да ми се надам дека е така. Дека секој сака да оствари фамилија и утре еден ден јас она што го изгубив во мојот живот и што не сум го сетил како мајчинска љубов или родителска љубов, како да кажеме, да го јас да го исторам да исторам таа љубов према моето дете и да бидам премногу горделив на тоа. Значи
се борам ја сето домаќински го работам, со сето срце да го направам, значи да го подобрам услово за живење и еден ден да дојдам да сажам да имам каде да живеам. Тоа е и неговиот сон. Еден ден да има семејство и деца кои ќе ги обсипи со љубов, што не ја добил, зашто цело детство бил поттурнуван, навредуван, дискриминиран. Бил сирак, не по своја вина, не по свој избор, не по своја волја.